Извините, благодарам потпредседателе, почитувани колеги, почитувана јавност. Во Собранието на Република Македонија, владата на Република Македонија, светски рекордер на колекционер на кризи, денеска 24 часа од како е пуштен материјалот на пратениците, бара од нас да ја прогласиме, односно да ја продолжиме топлинската криза во Република Македонија. Зошто велам светски рекордер? Затоа што во исто време имаме 4 прогласени официјално кризи. Не знам, не сум правник, но претпоставувам дека тоа е прилично дискутабилно по однос на законот и уставот. Но, видете, зошто е ова криза? Па се знае, мислам, тоа и граѓаните и медиумите, оние кои што се непристрасни, знаат дека неработењето на владата е причинител за енергетската криза и истата не може да биде решение за кризата. Значи, не може причинителот на криза да биде решение на криза. Тоа е апсолвирано прашање. Горивата се зголемени за 20 денари по литар. Иако предупредувавме како опозиција навреме и се вадат. Па знаете, светска криза е, па и така натаму. Не баре ние сме изолирани и не гледаме што се случува и како се справуваат останатите влади. Се носат кризни состојби за власта полесно да испумпува пари од буџетот и секако да се избегне транспарентноста, и то се нарекува лов во матно. Најпластично објаснето. Се во материјалот кој што го добивме како пратеници, пратен е и записникот на Управувачкиот комитет за координација и управување во системот за управување со кризи, и тука се председавал Оливер Спасовски, министерот за внатрешни работи, Благој Бочварски, министер за транспорт и врски, Славијанка Петровска, министерка за одбрана, Стојанче Ангелов, директор на Центарот за управување со кризи и раководител на групата за проценка, и така натаму, ама, вели во записникот, на седницата не присуствуваше Бујар Османи, министерот за надворешни работи, и Беким Сали, министерот за здравство. Јас сега тука имам една дилема. Повеќе дилеми се, но еве вака гласно ке размислувам за оваа дилема. Значи, на седницата не присуствувал министерот за здравство, а во одлуката која што е пратена до нас и која што, чисто за интерес на јавноста, не пишува ништо, ниту кои се причините, па кои мерки ќе ги превземе владата по однос на топлинска криза, туку вака правни флоскули дека се прогласува таква и таква криза. Но, во членот 4 вели, за мерките определени во членот 2, нема мерки, така е пишано, во оваа одлука се обезбедуваат финансиски средства од буџетот на Република Македонија за 2022 година од разделот 04001 Влада на Република Македонија под програма П1 мерки, потенцирам, мерки за справување со COVID-19 кризата и други антикризни мерки, расходна ставка 464 разни трансфери. Значи, да повторам, не бил присутен новиот министер Беким Сали, не знам ни дали е информиран дека од ставката за справување со COVID-19 се земаат финансиски средства и, значи, тоа е впрочем кризата. Од таа ставка која со буџетот, почитувани колеги, вие сте го гласале и сте предвиделе дека тие финансиски средства ќе одат за помош на стопански субјекти, ќе одат на помош за граѓани и така натаму, вие, односно владата, вели, ќе ги земеме парите од таа ставка и ќе ги дадеме за оваа криза. Значи, што би рекол народот, од шупло во празно. Прашавте ли некого? Сега, ако веќе е така,
Каде бил министерот за здравство да каже, чекајте луѓе, имаме ние уште една криза, која што се уште постои, здравствена криза. Дајте овие пари да ги чуваме. Секако нема замисливте ли, помисливте ли на тестирањето кое што го нема? Колку пари луѓето, граѓаните даваат за здравство? Поврзани се кризиве, да се разбереме. Кризиве се поврзани. Сега, и кога веќе нели експертиве, научнициве, решиле вака како што решиле, сосема за очекување е дека во истиот момент мора да има ребаланс на буџетот. Или како ќе се браните сега? Криза е, не гледа народот од каде ќе зимаме, па од таа ставка ќе даваме на оваа ставка. Понатаму, друга дилема која што ја имам, а која што ја начна колегата Антонио Милошевски, значи со оваа топлинска криза ќе се задоволат потребите на околу 60.000 домаќинства, ако добро разбрав, во градот Скопје, но не сите во градот Скопје, затоа што не сите се греат со овој начин на грејење. Каде се останатите граѓани во Република Македонија? Реплицираше една колешка, кажуваше за социјалните мерки, тоа нема врска со овие кризни мерки. Тоа нема никаква врска со овие кризни мерки. Дали ние, кои што доаѓаме од останатите градови во Република Македонија, отравници треба да го кажат, дали не сме дискриминирани со оваа мерка? Јас велам да. Сме дискриминирани. На кој начин граѓаните кои што се, да речеме, греат со огревно дрво, ќе бидат на некој начин и стимулирани и исплатени од страна на владата ако веќе имаме топлинска криза. Многу дилеми, а нема одговор на овие прашања и цел ден не видов некој вака одговор. Единствено нешто што за кризава, откако трае, особено со причината е недостаток на газ. Тоа сите го знаеме. Единствено нешто што оваа влада за овие 5 години во врска со состојбата со гасот во Република Македонија, што направи е префрлувањето на 33 милиони евра на Мак Петрол, на Гама Мак Петрол. Се сеќавате, минатата година, токму од оваа говорница, ние како опозиција кажувавме дека невидено нешто досега, никаде во светот судски спорови не се решавале со закон, ама си реши владата, парламентарното мнозинство како и секогаш ги поддржа, и 33 милиони евра се дадоа на Мак Петрол за 25 години стар гасовод, за кој што експерти велат и тврдат дека со тие финансиски средства ќе можело и ќе може да се изгради нов гасовод. Сега, почитувани колеги, јас верувам дека ти ги кажувате истите флоскули и одбрана, но нема одбрана во ова, како да ви кажам. Кога во една регулаторна комисија имате членови кои што незаконски се вработени, не ги почитуваат, не ги исполнуваат законските критериуми. Вчера говорев на Комисијата за енергетика, имате членка, и го заборавив името, која што, ако и го гледате CV-то, времето на вработување, таа во никој случај не може да ги исполнува законските критериуми, освен ако на 12 годишна возраст не почнала да се занимава сериозно со енергетика, и тогаш станува збор за вундеркинд. Тогаш навистина на таа особа не е местото таму, туку некаде на некоја академија, каде што, би ја спремале за некоја си идна македонска Марија Кири. Ако таа особа од 12 години почнала да се занимава со енергетика. Ете, такви одлучуваат за цените и на горивата и на се останато, и како можат да очекуваат граѓаните дека регулаторот ќе се грижи за целокупната финансиска катастрофа, економска катастрофа, енергетска катастрофа,
Како можат? Апсолутно не можат. И нема доверба. Јас знам дека ќе ја изгласате ова вечерва овој предлог на владата. Но што ќе помогне? И кои се мерките? Не слушнав денеска сериозни мерки кои што ги предлагате и кои што ги поддржувате, за да еви ние како опозицијски пратеници кажеме добро, во ред, ќе дадеме поддршка. Не можеме да дадеме поддршка. Благодарам. Имам уште многу да говорам, но се надевам во